По минатогодишните промотивни настани решивме оваа година да организираме ваков тип на настан кој што ќе промовира нашата организација, нашите едукативни програми и настани кои што ги организираме во текот на целата година, како во земјата така и во светот. Нашата организација е составена и основана од успешни членови на диаспората, кои преку широк спектар на програми сакаат да ги возрадат на татковината, а со тоа и да придонесеме за економскиот, општествениот и демократскиот развој на земјата. Имаме низа на едукативни програми на кои што работиме во моментов. Во моментов не се отворени 3 типа на програми. Тука е Лидер проектот кој што трае до 10 април. Млади професионалци од бизнес сферата можат да аплицираат на овој повик. Тука секако и летното бизнес патување за млади членови од диаспората кои што можат да дојдат во Македонија и да се запознаат со нашата земја и нашето културно богатство. И секако тука е една најнова едукативна програма во соработка со канадската организација КЕСО за мали, микро и средни претпријатија, со што ќе можеме да го зголемиме нивната стручност и бизнес знаење преку доаѓање на советници од Канада во Македонија, кои што тука ќе престојуваат од 2 недели до 1 месец. Оваа програма ќе биде официјално лансирана на 17 април во Скопје. Целта на овој настан е присутните да се запознаат со организацијата Македонија 2025, со програмите и активностите што ги нудиме и секако и самите тие да се вклучат во она што ние го работиме и на тој начин сите заеднички да градиме посилен економски, демократски и образовен развој на земјата. Во моментов имаме представници на многу македонски компании и се надеваме дека слушајќи нашата мисија и визија, дека и тие ќе се пронајдат и дека ќе успееме да допреме што подалеку во нашите цели. Македонија 2025 рековме невладина организација оформена од познати македонци, успешни македонци од диаспората. Наши две цели се образовниот и економскиот развој во Република Македонија. Во однос на едукативниот развој, колешката веќе напомна, имаме ред програми кои што ги реализираме во текот на годината. Програми чија што цел на крај на денот е да се доусовршат нашите предприемачи, менаџери и извршни директори со цел да тие можат да допрат и до надворешни пазари и да можат да ја развијат понатамошно економијата во Република Македонија. Економската цел па ја остваруваме преку нашите настани за вмрежување, кои што ги имаме во западноевропски градови, но исто така и во Америка и во Канада и во Австралија. Исто така тука и самитот, која што е една платформа преку која ние секоја година носиме 50 спикери од ширум светот, публика од околу 450 гости во Република Македонија, со цел да се вмрежат, воспостават контакти и можат да ги пласираат повторно своите производи или услуги на светските пазари. 2025 од кога постои? Организирана е организацијата во 2007 година во Америка и Канада, после тоа во 2011 во Република Македонија, за од 2015 година да постанеме и главното седиште на организацијата. Колку ги има представници од диаспората вака на проект? Во одборот на директори имаме некаде околу 15 на успешни македонци, но тоа е само нашиот одбор на директори. Имаме исто така еден одбор на експерти, имаме одбор на амбасадори и на крај имаме и вработени во Македонија 2025. Сина се бројката на овие индивидуи е голема и сите тие се борат за овие цели кои што ги напомнав претходно. Голема бројка, колку е? Големата бројка би била некаде, ајде да кажеме, околу 500 и повеќе луѓе, кои што се залагаат за целите кои што ги напомнав претходно, образовен и економски развој. Тоа се нашите цели и тоа во рамки на тие цели ние работиме во текот на годината.